промовираме или ќе се тргнете од февруари? Веќе при крај сме, со голема помош и голема благодарност за Саше Паркетов, разбираме, 2 години сме во студио, 2 години. И овие ќе се доработуваат, ќе се прават, ќе биде издадена од сега не ќе да зборувам, затоа потоа се надевам премногу треба постпродукција на сето тоа, ремикс ќе се направи, завршна фаза, дури имаме материјал од 2 песни, дури сме во контакт со човекот кој сака надвор од Македонија да не извеки, има и на англиски ќе не промовира текстовите и снимени се песните и дури веќе ми рече дека е премногу задоволен и веќе да снимаме нов албум, да размислуваме, а веќе новиот албум ќе се вика Ар Македон. Добро. Значи, се околу Македонија. Да поставам, имаш ли наследници во музиката? Па, од семејството? Јас немав многу поддршка, за жал. Стално имав обструкции, како од системот, така од повозрастните, тоа е единствено од сопругата, значи, морам да кажем, и стално ме поправа во нешто што треба да морам да признам, бидејќи стварно. Поздрав до неа. Да. Што е со децата? Кој е повеќе кон музиката? Децата први нотите ги научија, двата синови, да, и Александар и Филип. Прво ги научија нотите, па потоа азбуката. Или исто па и на спорт ги пуштив прво катите, па после азбуката. Значи, нижо музичко изода, веќе големиот е во средно музичко класична гитара, а малиот е се уште на виолина, во основно музичко и се надевам ќе продолжат. Јас едноставно немав таква можност, немав таква поддршка. Знаеш како беше во СФРЈ порано, кога ќе се занимаваш со музика, земиш и вежбаш напорно со сати, едноставно ќе ти дојдеш некој повозрастен и гитарата ќе те земи, ќе ти искреш и ќе ти вели ајде, за тамбураш не треба сколија, земи учи да бидиш човек. И сега сватам, што сакаше да кажеш, значи рибја чорба, во она песната, сигурно ја знаеш, подсети? Рок-н-рол за кучни савет. Добро, да. Кој што ќе велеше дека подобро е социјална здравствена реална плата, но нисам могал без рок-н-рола. Или едноставно сега го сваќам и што сака да каже и Горан Бреговиќ, кој велеше сви да ти се диве, ал да те мрзе. Шта би дало да си на мој место? Малце савизми употребивме на тоа. Не, апсолутно тоа е текстот. Товар што го носиме, тој е камен од минатиот систем. Точно, знаеш кој има обструкции, препреки, си посилен, помоќен и поодлучен, си бара жртви. Ништо не може без жртви. Вечерва имаме нова емисија, Hard and Heavy, што ќе гледам, што ќе слушаме? Па, значи, морам да напоменам, како што последно што бев на Legacy фестивалот, таму беа 70 бендови, фестивалот траеше од 20 до 26 јуни и имав можност од тие 70 бендови, замисли да направам со 30 интервју, значи привилегија. А имаше новинари од Холандија, од Канада, од Австралија, од Америка. Каква чест, и се ми е аргументирано со видео, со аудиозапис. А јас од Македонија, со македонското знаме, значи сонцето од Куклиш, се разбира со маицата Macedonian TV шоу и сега представував со гордост Македонија, градот Битола, телевизија Орбис, се разбира, значи промовирам. Не само преку музиката сум и амбасадор на татковината, на градот, на телевизијата. Оваа вечерва? 385-то издание, ова е трет циклус, значи овие 21 година и се уште има интервјуа од тие 30 недовршени, иако се од минатата година, значи со аудио и видео запис се разбира, се аргументовано и продолжуваме понатаму, бидејќи знаеш сега толку едноставно, јас морам да вам поменам, во сите сфери сум бил и дури на интернет, како што кажав, и на пишан часописи. Да, дел од композициите од Медуза може и на YouTube да се најдат. Сегде може да се најдат и продолжуваме понатаму во истиот то темпо и ќе го промовираме. Како беше вечерва 22 и 30. Да. 385-то издание на Hard and Heavy? 385-то, значи само 9 години
Само 9 години. Телевизија Орбис, Само иначе 9. 21 година од кога обстојува В година емисијата. 10 години на Орбис, честитки за големиот јубилеј, одлепи се од февруари и промовирајте го. Но година имаме уште еден јубилеј. А тоа е? Тоа е за мојот скромен храм на рокот, каде што живее металот и се негува блузот и рок-н-ролот. 20 години од минатиот век, од далечна 1994 година, мал јубилеј славиме ова година, Така. се некако се врзува со јубилеј, знаеш, кога си посветен на животот, буквално, како што рековме, Низова, во така. секоја смисла на музиката, во промовирање и презентирање музика. Преку кафич, преку емисија, преку бенд, преку новинарство, преку сите Така. средства, пишани... И директна комуникација со Точно. сите што се заинтересирани. И исто и значи, тој ете, бренд на го прилика. презентираме, значи градот и државата, преку тоа то повеќе некако го ценат однадвор, од странство, од Германија, од Шведска, од Холандија, од сите градови, Да. него од собствениот град, што Да, премногу тоа ме е така. боли, знаеш како, кога го имаш в раце, не го цениш. Кога ќе го изгубиш, тогаш ќе сватиш што си изгубил. А тие што немаат такво нешто се чудат, бидејќи ова е вистински храм на рокот, каде што се пушта вистинска рок музика, а не оне хард рок во наводници